Осмо коло прва македонска фудбалска лига. Надпревар помеѓу екипите на 11 октомври и Ренова. Моментно деветто пласираниот тим на табелата ќе се обиде да остане непоразен на градскиот стадион Гоце Делчев. Ќе стигнели 11 октомври до вториот триумф сезоната, а наскоро ќе го дознаеме. 11 октомври по киксот во Кичево се разбира очекува триумф на денешниот надпревар. Истото важи и за екипата на Ренова, која што одигра во последното коло 0-0 со Хоризонт Турново. Уште една акција на гостите. Премногу простор. И каков удар, каков гол! 0-1. Отворен е резултатот на денешниот надпревар. Со број 5. Мухарем Байрами имаше отворен простор пред себе. Одлично е зафати оваа топка. Каков само гол постигна гостинскиот фудбалер. Ау, ова е шок за прилепската публика. Одлично. 10-та минута од надпреварот. Сега една грешка на Ренова. Убаво сега Гешовски. Можно за Гешовски, нема погодок за Гешовски. Каква само шанса од ненадеж за домашниот напаѓач. Не реализира Гешовски, успева Елези да го сочува својот гол. Убаво добиена топка во празно. Кулески. Има простор пред себе Петрески, веднаш до Обрадовиќ. Ке нафрли Обрадовиќ. Еве убава можност, Мојсовски, 1-1! 1-1! Сепак, кренато е знаменцето на помошникот. Тоа е офсайд ситуација. Убаво нафрли Обрадовиќ, Мојсовски со глава. Имаше ли тука недозволена ситуација? Помошникот го крена знаменцето, при тоа се повреди и Мојсовски помисли дека е израмнет резултатот, но според судиите останува 0-1. Неочекувана топка сега кон Ацески. Еве Јанковски, прекрасно, 1-1. 1-1. И повторно кренат знаменцето од судијата сега. Негодување на домашните фудбалери. Уште еден поништен погод. 34-та минута. Кренато е знаменцето. Што ли само досуди сега помошникот. Убаво беше изработена оваа акција. Резултатот 11 октомври е Ренова 0-1. Прекинато 79 минута од надпреварот. Па вака да кажем, значи прво оптеретувањето беше огромно и од наша и од нивна страна, значи и двете екипи
после оние почетни резултати, мислам дека им требаше победа. Притисокот беше многу поголем врз екипата на 11 октомври, бидејќи сепак после толку кола требаше да постигне победа. Меѓутоа, Ренова искористи фактички една таква шанса, еден удар од дистанца, поведе со еден и доста со една дисциплинирана игра, покушававме да го затвориме тој простор за игра, за да има што помалку шанси. Не бевме толку ориентирани на напад, знаевме дека можеби у моментот и јас како вашиот човек од стручен штаб од 11 октомври, значи дојдовме на средина на првенство, калкулираме со силите на екипата, калкулираме со она што го имаме како играчи за да извлечеме максимум. Она што се однесува до утакмицата, мислам дека за самиот надпревар, овие што беше поништени голови, тоа мислам најдобро ќе го покажат видео снимките. Ние од местото кај што сме не можеме со прецизност да кажеме дали било или не. Меѓутоа, ако еден судија, значи два пати првата и втората ситуација поништува, не знам, за тоа си има судиски органи кои што треба да се преценат. Ние мислам дека фер и коректно игравме. Ја и се заблагодарувам стварно на екипата на 11 октомври, кој што беше максимално фер, домаќин максимално коректно играше. Жал ми е за овој прекрасен објект, за оваа прекрасна публика. Се надевам дека брзо ќе се консолидираат и уште по-збиени ќе продолжат натаму во првенството. Уште еднаш им благодарам на приемот, благодарам на све. Ние стварно немаме никакви замерки за нив. Па ако го анализираме самиот надпревар, и на лаик му е јасно дека ние бевме убедливо подобар противник во надпреварот. Примивме еден ефтин гол на почетокот на надпреварот, меѓутоа во текот на 75 минути колку што траеше овој надпревар, ние бевме убедливо подобар противник. Ние игравме, ние создававме шанси. Во прво полувреме не успеавме да реализираме. Меѓутоа, кога во второ полувреме ние почнавме да ги реализираме нашите шанси, на сцена стапи сами знаете кој. Неќам јас да го потенцирам. Самите што ќе гледат снимката ќе видат кој е кривецот зашто овој надпревар заврши вака како што заврши. Прв гол ни беше поништен во 55-та минута, значи 35 минути до крај. Втор гол ни беше поништен 75-та минута, значи уште 15 минути до крај. Јас сум убеден дека барем еден од тие двата се чисти.